Сега знам дека многу генерации ги пеат и сите оние детски песнички кои што 50 години наназад беа изведувани, промовирани на Златно славече и навистина мене ми е секогаш драго кога зборувам за Златното славече затоа што некако и приватно, сентиментално сум врзан, сум растел со фестивалот и со сите тие хитови и верувам дека уште многу генерации ќе растат токму со Златното славече. Бован Јосифовски, добре дојде. Добре најдов. Директорот на Златно славече, кој друг како не. Имаме навистина убав повод за разговор и би сакал да споделиме се што ќе се случува, а и малку да се навратиме и на Златното славече колку што ни дозволува времето. Па тоа е 50 години. 50 години. Златен јубилеј. Тоа нели муабетот пред 50 години тие што биле деца, значи што еве растеле, што викаме не сите, јас сум растел, сега се веќе 60-65 години, значи веќе се баби, дедовци се, мислам колку е тоа долг период, тоа е цела една историја. Цела една историја, да. И се, значи сите генерации растеле, славечето остана едно единствено, иако нели се направи други фестивали, меѓутоа ова е синоним на нешто убаво, на нешто распеано, значи синоним на детска песна, Златно славече. Убаво е секогаш кога се зборува за деца и за детска музика, а колку беше тешко низ годините да се опстане? Па, многу тешко, така, јас сум 27 години таму. Навистина да се одржи континуитет, падови, па и квалитет на музика, не? На прво место, значи сето тоа успеавме и мислам дека со тоа што имаме толку голем број на посетители, на публика, тоа е мерилото како еден критериум и нормално тие хитови, тие песни, тие успеси што се не се случајни, така да еве Златно славече успеаме да се одржиме. Имавме нормално на сега зборам за во мојот работен век овие 27 години, во 2001 бевме многу исплачени дали ќе биде тоа ситуацијата, меѓутоа тоа е едно од најдрагите фестивали, изданија кои што е и тоаш го одржавме бидејќи во ноември месец бевме, знаеме дека нели веќе беше тоаш се во ред и еве сега, минатата година со короната неочекувано, толку го очекувавме овој јубилеј 50 години, вака ќе биде, тоа ќе биде, меѓутоа никош човек не може ништо да планира, се додека не се заврши нешто, така да меѓутоа еве сега сме исто многу среќни и возбудени што еве после долг период повторно еден фестивал ќе го одбележиме јубилеот. Сега ме прашуваат само една ли представи ќе луѓето се научени. Па да, последниве години доживеа експанзија Златното славече, колку 20 и колку? 23 имавме пред 2 години во филхармонија, значи тоа е рекорд. Пред исто во 2015-16-17 имавме по 3 концерти во Борис Трајковски, преполни сали, 3. Никој нема направено тоа. Да, мислам дека и оваа година да пуштивте 10 и 10. Апсолутно, меѓутоа сега согласно протоколите 30% е дозволено. Значи 2200 влезници во Борис Трајковски, затоа отидовме таму. Во филхармонија кодевме, таму е дозволено 250 места, 250 не можеме само за родителите и ние таму. Така да моравме овде и се надеваме да го задржиме тој континуитет, да го одбележиме јубилеот. Преубаво ќе биде така да оние што се среќници што ќе дојдат да го испочитуваат фестивалот дечињата, мислам дека убаво ќе поминат, имаме и гости, ќе имаме една убава програма. А не ми откриваш многу, а? Добро. Не е проблем. Ќе има микс од хитовите од Златно славече тука, како ќе кажам. Александар Митевски направи преубав микс од 10 на 12 песнички. И ние направивме на крајот од разговорот, сакам да ги пуштиме. Така, тоа ќе има хит, така они заедно со даците направо со славичињата, да ќе биде преубаво. Ќе дојдат старите славичиња, значи не овие што сега актуелни, туку ние така викаме мотото на годинашно одбележување е една славече секогаш славече. Така доаѓаат оние постари славичиња што се сега 20 години и повеќе студентки, веќе средношколки, веќе матурантки, кои што ќе изиграат, значи се со задоволство прифатија, дури се пријавија уште, меѓутоа не. Хореографката Виолета вика нема шанси. Тоа 20 доста. Јас само ќе се надоврзам меѓу славечињата Калиопи исто така имавме беше дел од славечето, Тоша исто така настапуваше, Владко Илиевски, Симон Трпчевски, Маја Панчева, Ана Дуловски, така натаму. Next time, да. Голем е списокот, мислам вака кога да бројуваме, многу се ќе не спомнам, меѓутоа на вистина, да, нема. Голем е списокот, сите тука што почнале Златно славече на музичко училиште кое што така еве трае 50 години и се надеваме дека и понатаму и сегашниот славечани некој од нив ќе биде
Симон Трпчевски исто да не Да, знам да, дали го спомнав, да. Да, тука мислам пошто многу ни се драги тие убави работи спомена. Симон Трпчевски си ќерка му пееше на Златно славече пред баш во Борис Трајковски беше на Маја Грозановска Панчева ќерка. Значи буквално сега Веќе генерација генерации плюс, така, да, така да. и втора генерација се така да тоа е тоа на убавината во овој дел и се надеваме дека ќе го држиме. Година ме прашува зошто во октомври, не во ноември, за да го одржиме. Да. Во ноември се најавува, нели, можно е. Се надеваме дека нема есенски бран, може ќе се затвори, може деца да нема сега. Затоа сакаме што порано тие причини, еве ќе го направиме во недела. Тој Недела, ајде, најавата нека оди недела недела. 17 во Борис Трајковски во 12 часот. На Пладне. На Пладне. Ви посакувам уште многу генерации да растат со Златното славече и да не запрете тука и да се гледаме само за убави моменти. Да славиме јубилеи, убави настани, така да нека не биде со песни, со музика, со дечиња да разиграм славичиња. Така е. Ај наку со рефрените и со Ивана ќе се одјавиме. Може. И ние имаме рефрени Златно славече, Благодарам, кои да. што нас ни се допаѓаат. Може ли да ги видиме режија кратко? Што ќе дојде, што Убаво ќе се биде. потсетивме. Ја веќе распеам, готово. Златно славече секогаш буди убави детски спомени за минатите генерации, за моменталните генерации кои што ги пеат песничките, но во иднина верувам и за оние и посакувам уште долги години постоење и чести юбилеи. Епа, почитувани гледачи, завршуваме овдека со нашето утринско дружење. Од понеделник повторно 5 минути пред 7 часот ќе се будите со нас, а ние ветуваме дека ќе работиме за време на викендов и ќе имаме навистина интересни свежи материјали за тогаш. Но вие не работете викендов, уживајте, одмарајте, релаксирајте се и се гледаме повторно во понеделник. Довидување.